أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد. Во името на Аллах Тебареке ве Теаля, всемочниот Створител, на Аллах Аззе ве Джел му се заблагодаруваме за сите ниамети што тој ни ги дал. На Аллах Тебареке ве Теаля му се заблагодаруваме за тоа што не створил и што ни ги дал сите добрини. На Аллах Тебареке ве Теаля му се заблагодаруваме што не створил во најубава форма. На Аллах Тебареке ве Теаля го обожаваме и никој друг освен него. От Аллах Тебареке ве Теаля бараме заштита од сите зли мисли и зло дела наши. Кај Аллах Аззе ве Джел се подпираме само врз него Тебареке ве Теаля. И кога Аллах Аззе ве Джел ќе го остави, ќе го упати на правиот пат, нема кој може да го отстрани од тој пат. А кога Аллах Аззе ве Джел ќе го отстрани од правиот пат, нема кој може да го упати. И затоа ние со тело, со срце, со јазик, со душа, со зборови и со дела сведочиме дека нема друг Бог. Нема друг Бог кој што заслужува да се обожава освен Аллах Тебареке ве Теаля, кој што е вахдех, единствен, ла шарика лек, без другар во неговото владење, без ортак во владењето, без ортак во стварањето, без ортак во ниеден поглед. Тој е единствен, издигнат над сите створења што тој ги створил, а тој самиот не е створен. И исто така сведочиме дека Мухамед салаллаху алейхи ве селем е негов искрен роб и негов пратеник. Тој е последен пратеник во низата на веровесниците, во низата на Божите пратеници. Тој е печат на пегамберството. Аллах Тебареке ве Теаля рекол во Куранот: овие луѓе, општо за сите луѓе се однесува, на сите луѓе им обрнува внимание. Овие луѓе, имајте страхопочит спрема вашиот Господар, кој што вас ве створил. И тоа ве створил од еден човек, а после од тој човек ја створил неговата дружка, неговата жена, а од овој чифт на маж и жена после тоа размножил многу мажи и жени. И имајте страхопочит спрема Аллах Тебареке ве Теаля, со чие што име вие се колнете. Инна Аллахе кане алейкум ракиба. Навистина Аллах Тебареке ве Теаля е тој кој што бдее над вас и знае се што вие работите. После тоа во наредниот ајет вика Аллах Тебареке ве Теаля се однесува само на верниците, некако прошлиот ајет на сите луѓе општо, туку Аллах Аззе ве Джел се обраќа и вели: о вие верници, ја ејюхеллезине амену иттакуллах, имајте страхопочит спрема Аллах Аззе ве Джел, хака тукатихи, страхопочит вистинска, онаква каква што тој ја заслужува Аллах Аззе ве Джел, ола темутунне илля ва ентум муслимун, и немој никако поинаку да умрете освен како муслимани. Исто така вика Аллах Аззе ве Джел: о вие верници, ја ејюхеллезине амену иттакуллах ве кулу каулен седида, имајте страхопочит спрема Аллах Тебареке ве Теаля и зборувајте само убави зборови. Зборувајте само убави зборови. Затоа што тој е тој кој што Аллах Аззе ве Джел, кој што ќе ви ги прифати убавите дела, тој ќе ви ги опрости вашите гревови. А кој ќе се подчини
тотално на Аллах азза ва џел и на неговиот пегамбер Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, фақад фазе фаузан азима, тој навистина ја има постигнато најголемата победа. На Аллах азза ва џел му се заблагодаруваме и за тоа што ни овозможи да се собереме вечерва и во продолжение на овој синџир на дерсови кој што го започнавме. И при тоа да бидеме свесни дека со секој наш воздух што овде го земаме во овој меџлис имаме севапи, затоа што Аллах те бареке ве теаля, како што рекол Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, створил мелеци со посебна задача. Тоа се мелеци кои што низ земјината топка одат, низ земјата, барајчи меџлиси каде Аллах те бареке ве теаля се спомнува и неговото име се узвишува. Па кога вика Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, кога тие мелеци ќе најдат таков меџлис, ќе седнат на тој меџлис и ќе изгредат, ќе седнат до небесите и ќе се молат на Аллах те бареке ве теаля за опрост, се додека не се растори меџлисот, па Аллах азза ва џел на крај да рече станете и расторете со тој меџлис, а при тоа да бидете прочистени и да бидете прочистени од гревовите. Иншаллах го молиме на Аллах те бареке ве теаля и ние да сме од тие луѓе кои што само во името на Аллах азза ва џел се собираат, само со цел Аллаховото име да го издигнуваат и да ни се пишуваат севапи, затоа што како што ќе видиме и во денешниот и во наредните дерсови, токму тие севапи ќе ни требаат во врска со овие дерсови што ги држиме за тој суден ден, за тој ден кога сите ние ќе полагаме есап пред Аллах те бареке ве теаля. Колку за подсетување, значи на првиот дерс зборувавме за настапувањето на судниот ден. Тоа беше првиот дел и кажавме дека при тоа ќе биде целата земјина топка ќе биде разорена, ќе биде распустена. Сите планини ќе бидат откорнати од своите места. Од сите мориња ќе излегуваат огнови. Целата земја ќе биде протресени со огромни потреси кои што нема да се опираат еден после друг. И така натаму и така ќе се рассепат небесите, ќе попаѓаат звездите, значи една општа катаклизма, една страховита слика во арнома, страховити работи, случувања кои што ќе ги доживеат само најлошите луѓе во историјата на човечанството. Откако значи ќе настане таа катаклизма, после тоа се запознавме со некои случувања што ќе се случуваат на тој ден. Па рековме дека земјата тогаш веќе ќе добие сосема нова форма, ќе биде како што рекол Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем во форма на диск, ќе биде бела, и нема да има никакви знакови на неа. Значи нема више да има планини, па да се ориентираме спрема Сувагора или спрема Шарпланина или така, или спрема кораб, нема ни планини, ни мориња, никакви знакови нема да има за никого и тука луѓето ќе бидат повикани и тука сите луѓе ќе се соберат и тоа спомнавме на прошлиот дерс, ќе се соберат откако ќе бидат проживеани луѓето и ќе тргнат кон собиралиштето, сите луѓе ќе бидат проживеани и ќе се собираат кон тоа собиралиште боси, голи и необрежани според хадисот што го пренесува Аиша радијаллаху теаля анха и нели таа запрепастена го прашала на Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, ја Расулуллах, зарем мажи и жени сите заедно, а голи? Тогаш Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем ја одговорил: о Аише, толкави ќе бидат страхотите и толку луѓето ќе бидат преокупирани со своите гајлиња што треба да даваат есап пред Аллах те бареке ве теаля, што на никому нема ни на крај памет да му падне да погледне во другите луѓе. Така исто рековме дека на судниот ден, тоа на прошлиот дерс беше едно од случувањата, дека ќе видиме на тој ден една група на луѓе кои што ќе бидат проживеани, ама со нивните лица спрема земјата. Имаше за тоа аргументи многу, има и неколку ајети, има и доста хадиси, дека ќе бидат тоа фактички групата на луѓе кои што за време на дуња, додека биле живи на дуњата, биле неверници. Значи тие кои што не верувале во Аллах те бареке ве теаля, не верувале во посланството на Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, не верувале во светата книга, во Коранот часни на Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем објавен од Аллах те бареке ве теаля, тие кои што живееле како неверници, тие на денот на кијаметот ќе бидат проживеани, ама проживеани и истовремено понижени, затоа што ќе бидат оживеани со нивните лица спрема земјата. Исто друга случка кажавме дека ќе биде кога ќе видиме таму луѓе кои што се оживеани, а кои што на нивните вратови ќе имаат што?
змии, ќе имаат змии отровници, кои што ќе бидат свртени со нивните глави спрема главите на луѓето и ќе им го касаат, ќе им го гризаат долната вилица. Тие змии фактички се што се последица на тоа што не било давано зечат на имањето, и тие змии отровници кога ќе ги касаат на луѓето, ќе им викаат: јас сум твојот иметок, јас сум твоето имање, јас сум твоето богатство, зашто не даваше зечат на тоа богатство. Овие беа случувањата, некои од случувањата што ќе се случуваат на судниот ден. Денеска продолжуваме со другите случаи кои што ќе бидат исто така присутни, кои што ќе бидат настани од настаните кои што се потврдени со ајети или со хадиси пренесени кажани од Аллах те бареке ва теала или од неговиот пратеник Мухамед салаллаху алейхи ве селем. Наредна случка што денеска ќе објасниме е тоа дека Мухамед салаллаху алейхи ве селем рекол: прв меѓу луѓето кој што ќе биде повикан од страна на Аллах те бареке ва теала ќе биде Адем алейхи селам. Првиот кој што ќе биде повикан од страна на Аллах аззе ве джел ќе биде Адем алейхи селам, и овој хадис се пренесува од Ебу Хурейре, запишан е и во Сахихул Бухари и во Сахихул Муслим. Тогаш Адем кога ќе биде повикан, тој ќе му одговори на Аллах аззе ве джел: ти се одазивам, ти одговарам, о мој господару, а целата радост е кај тебе. Тогаш Аллах те бареке ве теала ќе му возврати, ќе му рече: о Адеме, ти си татко на целото човештво. Ете го пред тебе целиот уммет. Сега од твојот уммет извади ги луѓето кои што се за џехенем. Извадија групата на џенемлиите. А Адем алейхи селам ќе праша: а колку тоа да ваѓам, колку да биде таа група? Аллах те бареке ве теала му одговара: од секоја стотка 99. Од секоја стотка по 99. Кога ова Мухамед саллаллаху алейхи ве селем го кажал на сахабите останале запрепастени и рекле: ја Расулуллах, о Божји пратениче, ако од секоја стотка по 99, ние кај сме тогаш? Кај ќе бидеме ние? Тогаш Мухамед салаллаху алейхи ве селем им рекол: вие навистина сте мој уммет, а мојот уммет е навистина како едно бело влакно на црн бик. Значи, помеѓу сите други уммети, помеѓу сите други народи кои што постоеле од времето на Адема алейхи селам до последните луѓе до судниот ден, умметот мој е како едно бело влакно на еден црн бик. Така да, со други зборови, значи вие не спаѓате во овие во кои што се пренесени во овој хадис. Сличен хадис од Ебу Саид ел-Худри се пренесува и регистриране во двата сахиха, во Сахихул Муслим и во Сахихул Бухари. Па вика Мухамед салаллаху алейхи ве селем: ќе каже Аллах аззе ве джел: о Адеме. А Адем ќе одговори и ќе каже: ти се одзивам, о мој господару, целата радост е кај тебе и секое добро е во твоите раце. Аллах аззе ве джел ќе му нареди, ќе му рече: издвоја групата на џехенемлиите. А Адем алейхи селам вика, ќе праша: о господару мој, а колку да издвојам? Тогаш ќе му одговори Аллах те бареке ве теала: од секоја илјадарка 999. Од секоја илјадарка 999 за џехеннем, еден за џеннет. Од 1000 еден за џеннет. Субханаллах. И тогаш продолжува Мухамед саллаллаху алейхи ве селем во овој хадис и вика: тоа ќе се случи тогаш кога на младо дете, ќе видите како на младо дете му оседува косата, како трудница ќе го побаци својот плод, и ќе ги видиш луѓето како да се пијани, ама тие не се пијани, туку се преокупирани, се во огромни гајлиња за есапот што треба пред Аллах те бареке ве теала да го полагаат. Потоа прашале сахабите, другарите на Божиот посланик салаллаху алейхи ве селем: о Божји посланиче, а што ќе биде со нас тогаш? Тогаш пегамберот салаллаху алейхи ве селем одговорил: вие навистина сте како едно бело делче на вратот од еден црн бик. Овие два хадиси се пренесуваат, едниот е од Ебу Хурейра, другиот е од Ебу Саид ел-Худри. Двата хадиса, ако се споредат, на прв поглед изгледа дека има некоја противречност. Во едниот хадис, двата се многу слични, се работи за истата случка, ама во едниот хадис се однесува, вика Мухамед саллаллаху алейхи ве селем, кога Аллах ќе му се обрати на Адем и ќе му рече: одвоја
одвоја групата на дженемлиите, ќе биде од секоја стотка по еден. Во хадисот на Ебу Сеид ел-Худри вика од секоја илјадарка еден за дженнет, 999 за джехеннем. На прв поглед противречно, ама сепак си го има своето значение и тоа. Па викаат улемата кога ги објаснуваат овие два хадиса, во хадисот вика на Ебу Сеид ел-Худри, кај што се вика од секоја илјадарка 999 за джахеннем, е хадис во кој што се опфатени сите уммети од Адем алейхиселам до последните луѓе на судниот ден. Сите уммети. Во хадисот на Ебу Хурейре не се опфатени сите уммети. Опфатени се умметите освен Јеџуџ и Меџуџ. А ова има огромна разлика. Зашто? Затоа што ако се сеќавате кога ние објаснувавме за Јеџуџ и Меџуџ, кога ќе се појават, нивната бројка ќе биде толку огромна, како што Мухамед ﷺ кажал во еден хадис, ќе дојдат до едно езеро. Најверојатно за Каспиското море се работи. Првиот ќе дојде што ќе стигне, ќе почне да пие вода, па вториот, па третиот и така натаму, кога ќе дојдат последните, ќе пресуши морето. И тие последните што ќе дојдат од Јеџуџ и Меџуџ, ќе речат овде едно време имаше море. Толкава е бројката на само овие два народа, на Јеџуџ и Меџуџ. Значи во хадисот на Ебу Хурейре викаат улемата не се сметани и овие два народи на Јеџуџ и Меџуџ, затоа има, значи во едниот хадис се вика една од 199, а во другиот хадис од илјадарка 999. Како и да е, ние го молиме на Аллах тебареке ве теаля да бидеме баш во тие по еден, било да е еден од стотка или еден од илјадарка, го молиме на Аллах тебареке ве теаля да бидеме од дженетлиите и Аллах да не сачува од дженемскиот оган. Друга случка на судниот ден, која што ќе биде исто една од големите случки, нарочито за верниците, е тоа што кога ќе бидеме сите собрани на тој ден, ќе го видиме нашиот најдраг човекот, едно од најдраги, значи нашето најдраго суштество, створење на Аллах тебареке ве теаля, ќе го видиме нашиот пејгамбер Мухамед салаллаху алейхи ве селем. Ќе биде позициониран на едно место. Ќе биде позициониран кај неговиот извор, хауд. Кај неговиот извор. Тоа е извор што Аллах тебареке ве теаля го создал, го направил само за него. И само за неговите следбеници. Мухамед салаллаху алейхи ве селем ќе не чека таму. Кога верниците ќе го видат пегамберот салаллаху алейхи ве селем, сите ќе почнат да се движат кон Мухамед салаллаху алейхи ве селем. И кога Мухамед салаллаху алейхи ве селем ќе ги види, ќе ги препознае. Ќе ги препознае по траговите на абдестот што тие го земале. Значи луѓето кои што биле верници, наследниците на потомството, едноставно да речеме, на Мухамед салаллаху алейхи ве селем, луѓето од неговиот уммет ќе имаат трагови по кои што Мухамед салаллаху алейхи ве селем ќе ги препознаат. Кои се траговите? Траговите се од земањето на абдесот. Уште еднаш ќе кажам, трагови се од земање на абдес. Што вие викате, драги браќа, за луѓето кои што себе си се викаат муслимани, никад абдес не земаат и никад намаз не клањаат? Кај ќе бидат нивните трагови и како ќе може Мухамед салаллаху алейхи ве селем да ги издвои од сите тие уммети кои што нема да бидат за дженнет? Субханаллах. Видете колку битно прашање на судниот ден, во тие огромни маки и потешкоти. Човек една работа мала треба да заврши, па ќе оди негде, ќе чека во чекална, па нервоза, па сиклет, па дал ќе завршам работа, дал нема да завршам, дал ќе ме прими, нема да ме прими, 300 сиклети. Замислите, треба пред Аллах аззе ве џел да излеземе. Замислите, треба да даеме есап за секоја една ситница во нашиот живот што сме направиле. Све што во овој живот сме направиле, како сме направиле, кај сме инвестирале, есап треба да се дава. И плюс пред кого? Не пред човек обичен, чекаш да излезеш пред некого, туку пред кого? Пред Створителот, пред Аллах тебареке ве теаля. И во тие моменти на тешкоти, во тие моменти на огромни гаљина, како ти ќе поминеш? Дал ќе го положиш испитот, дал ќе одиш за дженнет или ќе одиш за дженнем,
во тие моменти ти ќе треба да бидеш препознаен. Ова е многу битно. Ако ти бидеш препознаен дека си од групата, од умметот на Мухамед ﷺ, тогаш и Есапот ќе биде многу полесен за тебе. Ама ти ако не бидеш препознаен дека си од неговиот уммет, ако на тебе ич никаков трак, субханаллах, тогаш одма во таа групата друга на другите уммети. Не си ти од умметот на Мухамед салаллаху алейхи ве селем. Значи, од овде автоматски, драги браќа, се земат што? Да земеме уште од сега насијат. Тие кои што клањаат елхамдулилlah, тие кои што земаат абдес елхамдулилlah, ама тие кои што уште не почнале, валлахи нека почнат што побрзо. Валлахи нека почнат што побрзо, затоа што не се знае утре дали ќе го дочекаш или не. Не се знае наредниот воздисај, дали ќе земеш воздух или не. Не знаеш колку Аллах те бареке ве теала ти го определил твојот живот. Не знаеш колку здисај Аллах аззаваџел ти определил. Не знаеш колкав риск, колкав ти е еџелот, колкав ти е животот. Дали утре ќе станеш жив или не. Немој никако, драги брате, да одложуваш за понатаму. Има време. Кој ќе остарам, ќе одам на хаџ, тогаш без вакат. Не, валлахи. Не, валлахи. Зарем мал е бројот на луѓето кои што умреле на 5-16 години, на 20, на 25, наприл со обраќајка, не знам што, вамо тамо, не дочекал 70 години да оде на аджилок и после да клањат без вакат. Аллах да не сачува, субханаллах, замислите да бидете во таа гужва, во тие милиарди луѓе, кај што треба тебе да ти се дае, субханаллах, тоа огромно мижде, да те одвојат, ти си од умметот на Мухамед, имаш трагови, наместо ова да ти речат, бегај ти не си од овој уммет. Цел живот си мислел дека си од овој уммет. Цел живот си викал, јас сум муслиман, ја верувам во Аллах те бареке ве теала, ама трагови немат од твојот иман. Нема трагови од твојата верба. Зашто? Не си земал абдес, не си земал намаз, а не случајно рекол Мухамед салаллаху алейхи ве селем, исламот е издигнат на 5 стубови, на 5 столбови, а главниот столб и најголемиот столб е намазот, па кој ќе го уцврсти овој столб, ја уцврстил верата, а кој ќе го разруши овој столб, ја разрушил и верата. Аллах иншаллах да не сачува до тие и иншаллах да не направи ние да бидеме од тие кои што цврсто и непоколебливо нонстоп на време си земаат абдес и си ги клањаат сите вакати, сите намази поред онака како што Аллах те бареке ве теала наредил и онака како што Мухамед саллаллаху алейхи ве селем не упатил. Околу ова, значи, има многу хадиси. Мухамед саллаллаху алейхи ве селем се пренесува во Сахихул Муслим, вика, ќе доаѓа мојот уммет на мојот извор на судниот ден. Хадисот е запишан во Сахихул Муслим. Ќе доаѓа мојот уммет кон мојот извор на судниот ден. И вика, јас ќе ве препознавам кога ќе идете. Сахабите рекле, ја Расулуллах, како ќе не препознаеш на тој ден? Одговорил Мухамед саллаллаху алейхи ве селем, велејчи, ќе ве препознавам по вашите трагови. Сите ќе бидете обележани. Вашите трагови ќе бидат траговите од вашиот абдес. Се пренесува од Ебу Хурейре во Сахихул Муслим. Додека од Абдулла бин Амр бин Ас се пренесува исто така во Сахихул Муслим и во Сахихул Бухари, како Мухамед саллаллаху алейхи ве селем го опишал неговиот хаут, го опишал неговиот извор, велејчи, должината на мојот извор е колку да одиш пешки 1 месец. Толкава е должината. Пешки одење месец дена. Толку е должината на мојот хаут. Водата му е побела од млеко. Мирисот му е погоден од миск, а бројот на неговите садови што се поредени околу е поголем од бројот на звездите на небото. Под садови се подразбира оние као чашки, као во тоа време и сега оние као, не знам, сутлија, тасови, као тас. Значи тасови, такви садови за пиење, за да земеш вода од неговиот хаут и да се напиеш. Садови ќе има наредено околу него, повише од колку што имат звезди на небото. Хадисот е мутефекун алейхи, додека од Шеубан се пренесува дека рекол пегамберот саллаллаху алейхи ве селем, навистина јас ќе бидам застанат на средината на мојот хаут, на средината на мојот извор. Тогаш вика луѓето ќе се гураат, ќе се гужваат за да се приближат до мојот извор. А јас ќе тргам све, ќе ослободувам, вика, место за десната група.
за луѓето од десната група, а тие луѓе се луѓе кои што ќе влезат во џеннетот без да полагаат рачун пред Аллах те бареке ве теаля, без да полагаат рачун. И вика таква гужва ќе биде, јас толку ќе се борам што ќе удирам со мојот стап на луѓето додека не се искрши мојот стап, се вика. Исто така во понатамошниот текст од овој хадис, пегамберот саллаллаху алейхи ва селем го опишал хаудот и вика и рекол ширината на хаудот, ширината на мојот извор е колку од овде до Аман, а кога бил прашан пегамберот саллаллаху алейхи ва селем за неговата питкост, рекол навистина неговата вода е побела од млеко, е посладка од мед, е поугодна од миск и навистина тој што ќе се напие од таа вода на тој ден, никогаш повеќе нема да осети жет. Еднаш напивање од неговата вода, од неговиот хауд и никогаш повеќе нема никој да осети жет. Исто така и овој хадис на Шаубан е регистриран во муттефекун алейхи, регистриран во Сахихул Муслим и во Сахихул Бухари. Денот таков како што сме го објаснале многу пати, со големо нестрпение, со големи гајлиња, треба да се дава есап. Од друга страна, ние на прошлиот дерс спомнавме дека сонцето ќе се приближи 1 милја изнад главата на луѓето. Во тие моменти луѓето ќе почнат да се потат, како што рекол Мухамед саллаллаху алейхи ва селем, секој според своите дела, или подобро речено, спрема своите злодела. Па ако некој направил помалку гревови, ќе биде потопен во својата пот до неговите глуждови. Ако некој поише до неговите колена, па ако поише со гревови до неговиот појас. Ако поише до гради, ако поише ќе му се заплискува вика потта негова во неговите уши, во неговата уста. Овие се, значи, многу тешки моменти. Се чека уште да започне судењето се уште не е започнато. Од друга страна, џехеннемот е распален. Од друга страна, џеннетот во узли фетил, ова ќе го објаснуваме во наредните дерсови, узли фетил џенне, се приближува џеннетот. Кон кои? Кон тие кои што имале таквалок, кои што имале богобојазност спрема Аллах те бареке ве теаля. Во овие моменти више луѓето стануваат нестрпливи. Во овие моменти станува огромна нестрпливост више, да се почне со судењето, да се пресуди, за џеннет да се оди или не. Тогаш ќе почнат луѓето меѓу себе да разговараат, да прават дебати, ајде како да направиме за да почне судењево и ќе бидат даени предлози од некои да бараме некој да земе посредство за да почне судењево. Посредство или шефаат. Па кај кого да одиме? Првиот предлог е да одиме кај Адем алейхи селам. И ќе појдат, вика Мухамед салаллаху алейхи селем, луѓето кај Адем да бараат шефаат, да бараат посредништво кај него и тоа велејчи му со овие зборови. О Адеме, ти си татко наш, ти си татко на целото човечанство. Барај од Аллах аззе ва џел да ни се отвори џеннетот. А Адем алейхи селам тогаш ќе им одговори, а зарем не сум ја тој поради кој што Аллах не извади од џеннетот? Не сум ја за таа работа, одите барајте шефаат од некој друг. Тоа е хадис кој што се пренесува од Ебу Хурейре и Худейфе, е регистриран во Сахихул Муслим. Додека во Сахихул Бухари и Сахихул Муслим се пренесува еден долг хадис повторно од Ебу Хурейре, вика еден ден на Мухамед салаллаху алейхи ва селем му беше донесено едно парче месо испечено и од плешката му извадија мускул од месото и му го дадоа. Мухамед салаллаху алейхи ва селем со драга волја тоа го зел, бидејќи баш тоа месо од плешката го сакал најмногу. Загрезал од месото и почнал на сахабите да им раскажува случка и рекол: "О луѓе, рекол, знаете дека јас сум првак меѓу сите уммети." А знаете ли зашто? Сахабите онака како што биле едуцирани, рекле само Аллах аззе ва џел и неговиот пегамбер знаат. А тогаш Мухамед салаллаху алейхи ва селем им рекол: "Навистина сонцето ќе се приближи 1 милја изнад главите на луѓето. Па луѓето ќе станат, ќе ги опфати неподнослива потешкотија и ќе почнат да дебатираат, да бараат посредништво. Па ќе појдат, вика луѓето, кај Адем алейхи селам. Кога ќе појдат кај Адем алейхи селам, ќе му се обратат и ќе му речат: "О Адеме,
Ти си татко на целото човечанство. Аллах те створи со своите раце и ти вдахна живот од себе. Аллах те бареке ва та'аля. Па зарем нема и плюс нареди на мелеците тебе сеџде да ти чинат. Значи со овие зборови луѓето го узвишуваат и кажуваат кои се благодетите и со што Аллах аззаваџел го издигнал Адема помеѓу другите луѓе. Вика Аллах тебе те создаде сам со неговите две раце. Аллах аззаваџел ти вдахна живот и им нареди на мелеците да ти чинат сеџде. Па зар ти нема да посредуваш за нас, а не гледаш во каква неволја сме западнати? Тогаш Адем алейхи селам ќе им одговори: о луѓе, мене Аллах аззаваџел ме створи и ми даде само една забрана, да не се приближувам до дрвото. А ја и таа забрана една, па ја одбив. Не сум ви јас за посредништво, тешко мене за моите гревови, тешко мене со моите гајлиња. Рекол, одите од мене, барајте посредништво кај Нух. И луѓето ќе појдат кај Нух алейхи селам. Кога ќе појдат кај Нух алейхи селам, ќе му одговорат: о Нух, ти си прв пратеник на Аллах те бареке ве та'аля на земјата. Дај посредувај кај Аллах аззаваџел. Зар не гледаш во каква неволја сме западнати? Зар не гледаш што нас не има снајдено? Тогаш Нух алейхи селам ќе им каже: о луѓе, јас сум човек кој што кај Аллах аззаваџел направив дова за да го проколнем мојот народ и Аллах аззаваџел ја прифати таа дова. Не сум ви јас за посредништво. Тешко моите гајлиња, одите кај друг, не сум ви јас за шефаат. И Нух алейхи селам ќе ги одбие и ќе им каже, ќе им рече: одите кај Ибрахим алейхи селам. Одите кај Ибрахим алейхи селам. Луѓето ќе појдат кај Ибрахим алейхи селам и ќе му се обратат: о Ибрахим, ти си Аллахов пратеник и ти си пријател на Аллах аззаваџел на земјата. Па зар нема да посредуваш? Зар нема да ни помогнеш? А види во каква неволја сме западнати. Тогаш Ибрахим алейхи селам ќе им каже: о луѓе, јас сум Аллахов пријател, ама јас 3 пати во текот на мојот живот имам излажано. 3 пати имам излажано. Не сум ви јас за шефаат. Тешко за мене со моите гревови. Моите гајлиња. Бегајте од мене, одите кај Муса алейхи селам. Иако овде Ибрахим алейхи селам рекол дека 3 пати излажал, тоа не се лаги. Тоа сепак не се лаги. Како да речеме, еден од примерите е кога татко му негов кој што градел кипови, кои што луѓето после тоа ги обожавале на тие кипови, Ибрахим една ноќ ги зел, имале еден огромен кип, главниот кип им бил тој главниот идол, тој главниот идол имал значи тој главниот идол бил најголем тука, а Мухамед ﷺ зел една сабја, ноќе сите кипови ги искршил, само главниот го оставил и сабјата ја ставил кај главниот. Утредента кога станале луѓето, нарочито татко роđен, сите се запрепастиле. О Ибрахим рекол, кој го направи ова? Ибрахим алейхи селам рекол: нека е сабјата. Најверојатно тој големиот. Тога сите рекле: како може тој таа работа да направи? Па како вие го обожавате, тој божество е за вас. Значи не е лага ова. Тој рекол, значи тој го има направено тоа, големиот, тој кипот голем. Ама не било во сврха да лаже, туку во сврха да им даат аргумент дека тој, вие сами признавате дека не е во можност ништо да направи. Друг случај е кога со својата жена Сара отишол во Египет, кај што владел еден фараон, кој што бил силник, кој што бил зулумчар и кој што сакал да му земе, Сара била многу убава, сакал да му земе жената. Тогаш Ибрахим алейхи селам рекол, значи не сакал да признае дека му е жена, за да не му ја земат, рекол: таа ми е сестра. И повторно ова не е лага, затоа што Ибрахим алейхи селам мислел на сосвем друго нешто, сестра во ислам. Значи таа ми е сестра и вистина сестра моја, ма во ислам. Значи не е лага и ова. Ама сепак и покрај тоа што рекол сестра ми е, и покрај тоа му ја зеле силниците, ја однесле кај фараонот. И тука има едно чудо кое што не знам дали го имате сретнато, кога се приближил фараонот кон Сара, Сара чинела дова: ја раб,
Господару мој, спаси ме од овој силник. Кога ја пуштил раката, овој фараонот се стаписал целиот. Кога се повлекол, му попуштило телото. Втор пат ко направи луѓом, пак Сара направила дова, тој пак се стаписал, се здарвосал целиот. Кога се повратил назад, пак се ослободил. И тогаш рекол, кај ја најдовте ова сирбаска да ми ја донесете? Кај ја најдовте оваа джинџика да ми ја донесете, маđионичарка? Однесите одовте и плюс дајте му една робинка со неа. И му ја дале кој? Хаджара. Хаджара била робинка кај фараонот. Фараонот Хаджаре ја дал на Сара земја и оди носија кај тој там кај Ибрахим, аман да се спасам од ова. Кога се вратиле Сара со Хаджаре, Ибрахим клањал намаз. Ги приметил дека се доближуваат и во намаз со ишарет и направил што се случи. Тогаш Сара му објаснила за помошта од Аллах аззаваџел што истигнало и за довата што Аллах аззаваџел тука одма му ја прифатило за да не биде силувана, да не биде обскврната од злумчарот. И покрај тоа што овие лаги не биле, ипак Ибрахим алейхиссалам има огромно гајле за ова. Замислите, не го прифаќа шефаатот, не сакат пред Аллах аззаваџел да излезат. Иако е халилуллах, иако е пријателот на Аллах аззаваџел, не сака заради ова, му е страв да излезат пред Аллах тебареке таала, велејчи, а тоа го рекли и претходните пратеници, велејчи, денеска, на овој ден, Аллах аззаваџел страшно се има разлутено. И не знам дали некогаш во иднина више ќе се разлути како денеска. Никад до сега ваков не бил разлутен и нема никад во иднина да се разлути како денеска мојот Господар. Моите гајлиња, одите од мене, рекол, одите кај друг, одите кај Иса алейхи селам. Тогаш вика луѓето сите, од кај Муса виделе дека од кај Ибрахим кај Муса, извините. Од кај Ибрахим одат кај Муса алейхи селам и му се обраќаат на Муса велејчи: о Муса, ти си Аллахов пратеник. Ти си изникнат меѓу другите пратеници со тоа што Аллах тебареке ве таала со тебе директно збореше. Ти си издигнат помеѓу другите. Па зар нема да правиш да земеш посредништво за нас? Па види во каква положба сме, во каква неволја сме западнати. Тогаш Муса алейхи селам ќе им одговори: о луѓе, мојот Господар денеска е страшно разлутен како никогаш досега. И никогаш нема да биде околу људ како денеска. А јас во животот имам убиено човека, затоа немав наредба од Аллах аззаваџел. Тоа не ми беше по наредба, по објава. Го убив човекот. Не можам ја да ви посредувам, моите галиња, моите галиња. Одите, вика, кај Иса алейхи селам. Тогаш луѓето ќе се оддалечат од Муса и ќе појдат кај Иса алейхи селам. Дека Иса, кога ќе го почнат разговорот на тој начин, кажувајќи што кај Иса е посебно. И ќе му речат: о Иса, ти си Божји пратеник, кој што Аллах тебареке ве таала му овозможи да збори со луѓето уште од колевка. Ти си Божја реч, ти си речта на зборот на Аллах аззаваџел, кој што беше вдахнат кај Мерјеме. Па зар нема да ни помогнеш ти нас? Види во каков хал сме паднати, види во каква неволја сме западнати. А Иса, вика Мухамед ﷺ во овој хадис, нема да спомне ни еден свој греф, само ќе рече: моето гајле. Моето гајле. Што е разлика од другите пратеници. Иса нема да рече за ни еден свој греф, нема да спомне. Субханаллах. Туку ќе рече: моите гајлиња, одите, мојот Господар е денеска разлютен, не сум ви ја за шефаат. Одите каде? Кај Мухамед салаллаху алейхи веселем. Ќе стигнат луѓето кај Мухамед салаллаху алейхи веселем и ќе му речат: о Мухамед, зарем не си ти Божји пратеник? Зарем не си ти печат на пегамберството? Па зар нема за нас да се заузмеш, да посредништво да правиш, шефа да правиш? Зарем не гледаш во каков хал сме, зарем не гледаш во каква белја сме западнати? А тогаш вика Мухамед ﷺ ќе го земе шефаатот. Мухамед салаллаху алейхи веселем ќе го земе шефаатот. Па вика: јас ќе појдам испод аршот на Аллах тебареке ва таала и ќе паднам ничкум на сеџде пред мојот Господар. И тогаш вика ќе бидам
ќе биде во мене вдахната една невидена хвала и захвала од Аллах те бареке ве теала. Такво вдахнување какво што никој на никого дотогаш не му е дадено. Па ќе ми се обрати Аллах аззавеџел велејчи, подигни ја твојата глава, о Мухаммеде, па побарај што сакаш да ти биде удоволено и прај шефаат, ќе ти биде прифатено. Тој е огромен хадис од Мухамед салаллаху алейхи ве селем, кој што го пренесува Сахихул Бухари, регистриран во Сахихул Бухари и Сахихул Муслим, и во неговото продолжение вика Мухамед салаллаху алейхи ве селем прво што ќе спомне: о Господару мој, уммети, уммети, мојот уммет, мојот народ. Значи повторно, како и секогаш Мухамед салаллаху алейхи ве селем најзасекиран е за својот уммет. Најзасекиран и најмногу што како и секогаш додека бил жив, се борел за тоа да неговиот уммет биде кај Аллах те бареке ве теала најзастапен и за да биде опростен и на што повисоки позиции кај Аллах аззавеџел. Тогаш кога ќе му рече: о Господару мој, мојот уммет, тогаш Аллах те бареке ве теала ќе му се обрати и ќе му рече: одведи ги, издвои една група од твојот уммет. Издвој една група од твојот уммет и воведи ги од десната врата на дженнетот. И тие ќе бидат група кои што кај Аллах аззавеџел нема да дадат рачун денеска и кои што нема да имаат казна никаква денеска. Издвој ги тие луѓе кои што ќе влезат директно во десната врата, а истовремено низ другите врати ќе можат другите луѓе непречено да влагаат, а навистина, валлахи рекол Мухамед саллаллаху алейхи ве селем, така ми оној, се колнам во оној, во чиви што раце е душата Мухамедова, дженнетските врати се широки колку од Мека до Басра. Колку од Мека до Басра. И на крај, драги браќа, ќе спомнеме уште еден хадис кој што е едно огромно мижде. Тоа е хадисот кој што го пренесува Ебу Умаме. Ебу Умаме го слушнал на пегамберот салаллаху алейхи ве селем како вика: ми обеќал Аллах те бареке ве теала, ми ветил Аллах аззавеџел дека од мојот уммет ќе ги внесе во дженнет 70.000 луѓе без да полагаат никаков рачун и без да имаат казна. 70.000 луѓе. Ама во продолжение вика: од мојот уммет 70.000, а од Аллах аззавеџел на секоја илјадарка Аллах аззавеџел од неговата милост, Аллах аззавеџел на секоја илјадарка уште 70.000 ќе додае. Значи од 70.000 на секоја илјадарка Аллах аззавеџел ќе додае уште 70.000. 70.000 пута 70.000 тоа се 4 милиарди и 900 милиони. 4 милиарди и 900 милиони верници кои што Аллах те бареке ве теала со својата мудрост и со својата милост ќе ги внесе во дженнетот без да полагаат рачун и без да имаат казна. Аллаху екбер кебира. Аллах е навистина најголем. Го молиме на Аллах те бареке ве теала да бидеме и ние во таа група кои што ќе влезат во дженнет без да полагаат рачун, затоа што самото полагање на рачун е азаб, е казна за себе. Го молиме на Аллах те бареке ве теала да ни овозможи да влеземе во низ дженнетските порти, во неговите дженнетски вртови. Аллаху екбер кебира, Аллаху екбер кебира, Аллаху екбер кебира, валхамдулиллахи каthira. Allahumma اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والطابعين وآخر دعوانا